Пратеник, јас барем ќе бидам запамтен по нешто по што вие ќе бидете запамтен. Кариерата уште не почната, ви тргна надолу. Три податоци, пошто тешко е да се одговори на вака несредена дискусија. Прво, и сами признавте дека економскиот раст оваа година е подобар од очекувањата, а неспоредливо подобар од вашите прогнози, кои што ги кажавте минатата година во истото ова собрание. И после тоа, за да го релативизирате тоа, рековте, ама зошто не се осврнете на предходни ситуации, предходни квартали, предходни години? Еве, јас ќе се осврнам, господине Георгиев, со бројки. Од 2006 до 2013 година Република Македонија има просечна стапка на раст од 2,8%. Тоа, господине Георгиев, е петто најдобро остварување во Европа. Пред нас е Турција со 3,8, Полска со 3,8, Словачка со 3,5 и Црна Гора 3,1. 30 земји се зад нас. Ќе ви прочитам само нашите соседи. Македонија има плюс 2,8 просечно раст на економијата секоја година во сите овие услови на криза. Бугарија 2,1, Србија 1,5, Словенија 0,5 и Хрватска 0,1, значи целосна стагнација. Вие можете да пробате да девалвирате, да кажете дека Ставрески не го бидува, Груевски не го бидува, ама во сите овие 7 години ние сме успеале петти највисок раст во просек да оствариме во Европа. Повелете, кажете, во претходниот период, кога СДСМ можеше да креира економската политика, кое место во Европа и во регионот го завземавме. Значи, тоа е реалната проценка. Ако сакате да се споредува, еве се споредуваме не со СДСМ, бидејќи е неспоредливо. Во тој период Македонија беше на 25-то место во светот, во Европа сега е 5-то. Но еве се споредуваме со другите земји каков раст сме оствариле. Петти најдобар во овие 7 години. Значи, тука паѓа во вода вашата теза дека сега ова во 2013 е случајно, а кај се претходните години. Еве кај се, господине Георгиев, и ве молам со бројки да ме демантирате ако можете. Второ, веројатно е психолошки феномен што се навративте вие на случајот Ауди, иако не сте од таа генерација која што е виновна за случајот Ауди, не знам што ви требаше вие со тоа да се зафаќате. Но, господине Георгиев, сакам да ви кажам генерално за политиката на заштита на инвеститорите, бидејќи тоа беше темата кога почнавте за Ауди да зборувате. Денеска Република Македонија според индексот на заштита на инвеститори на Светска банка се наоѓа на 16-то место во светот во конкуренција на 190 земји. Пред 7 години Република Македонија се наоѓаше на 83-то место во светот според степенот на заштита на инвеститори. И тука завршува приказната меѓу мене и вас како се заштитени инвеститорите. Благодарам. Господин Георгиев Гордан има контрреплика. Полете. Јас не знам, па вие како се дрзнавте да зборувате да не ја избегнете темата околу Дрисла, која што не е тема за ѓубре и не е тема за депонија. Туку е порака од германска влада каков третман имате кон инвестициите. Последниот број на капитал, човекот на заминување, британскиот амбасадор кажува дека не е доволна економска клима, треба политичка клима. Тоа не го разбирате? Многу добро го разбирате. Да довршам таму кај што не стигнав, бидејќи на комисија зборувавме и разговаравме и јасно ви што кажуваме околу бројките и реалноста. Овој министер, почитувани граѓани, ќе биде запаметен и по разните ташнаревичи, кои што крстосувал Македонија, он ги водеше заедно со Никола Груевски и кои што упропастија едината нова држава. Овој министер ќе биде запаметен по Бентлито на собрата Рој и по другите разни бизнесмени кои што доаѓаа, па не дојдоа во Македонија. Конечно, овој човек 7 години покажа дека е лажни цар Шчепан Мали. А вие гласајте сега за буџетот, осигурете пропаста на овој народ.